Благодарам, подпредседателка, почитувани колеги, почитувана колешка Ајдари. Ке зборувам за овој закон затоа што пред нас е ова законско решение чија цел е подобро планирање на образовниот процес и поодговорно трошење или користење на јавните средства. Верувам дека секоја реформа во образованието треба да се води токму од овој или единствен принцип, интересот на учениците да биде на прво место. Токму затоа ова измена не треба да се гледа само како административна постапка, туку како механизам што ќе овозможи по квалитетно донесување на одлуки. Давањето позитивна согласност од Министерството за формирање помали паралелки со помал број на ученици ќе овозможи подобра координација меѓу локалната и централната власт, а тоа би било една мерка која што навистина ќе овозможи полесен пристап кон поквалитетно образование. Наместо одлуките да се носат по автоматизам, секој случај ќе може да биде разгледан според реалните потреби и конкретните околности. Но, истовремено, очекувам Министерството оваа надлежност да ја користи внимателно, транспарентно и одговорно, затоа што Македонија не е иста насекаде. Потребите на едно училиште во Скопје не се исти со потребите на едно училиште од руралните средини. Затоа при носењето на одлуките мора да се земат предвид географските услови, демографските движења, но интересот на локалната заедница. Затоа што само така ќе обезбедиме еднаков пристап до образование за секое дете, без разлика кој и каде живее. Ова законско решение не значи затварање на училишта, ниту автоматско намалување на паралелките. Напротив, тоа воведува дополнителна контрола и поголема одговорност во процесот на одлучување. Наша обврска е да создадеме образовен систем кој ќе биде одржлив, квалитетен и правичен. Систем што ќе ги почитува законските критериуми, но и ќе има слух за реалноста на самиот терен. Затоа ќе поддржам ова законска измена со уверување дека таа ќе се спроведува во интерес на учениците, наставниците и локалните заедници. Ви благодарам.